3, 2, 1. Hola, amigo. Hola amigo, ¿qué tal? Oh, bueno, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Sí. ¿Quieres hablamos en español o no? En español, sí. Sí. Si Ya, quieres podemos hablar en sí, español. pero yo no puedo. Pero yo no puedo porque estoy en Macedonia ahora por 7 meses. Sí, 7 meses. I think. Добре, и аз. Помина веќе повеќе време ко сум тука. Не ми е нешто веќе кој знае колку јака страна. Задуши се од водата. Добар почеток за подкаст, не? Супер. Колку време си тука? Сега у Македонија сум од 22 декември Така. на одмор. Требаше да си одам. Каков е тај одмор од 22 декември до 9 февруари? Па требаше да си одам јас уште пред месец ден на 9 јануари. Али Ама? поради целата ситуација што се случува сега у Германија со Така. локдаун, карантин, не сме Така. почнале на работа и имаме имаме задачи на Zoom, имаме онлайн часови, ама Така. не е исто онлайн и у сала да се вешпа. Така, дефинитивно. Дефинитивно, баш у вашата професија, предпоставувам ептен треба да бидеш баш Спремен. баш така да бидеш у салата и да бидеш со другите и предпоставувам дека вашето е технички неизводливо. Невозможно е да се изведе. И да, такво, мислам, ја колку што знам, представи тука натаму нааму има некоја нешто ситно, ама голем дел се така, дали со полукапацитет или со 20-30% или со не знам шо. А за модерен танц или за балет или за такви некои од твојата област, работи од твојата област се такво многу Тешко изводливи. Те многу тешко изводливи. Зависи од ситуацијата, моментално секаде сега у цел свет има потешкоти за да се изведат представи, зависно од секоја држава нормално, кај нас у Германија, кај нас у Германија. Кај нас. Дефинира си кај нас, преска нешто збориш кај нас или тука кај нас, осудносуваше тоа за Шпанија, за Германија или за Македонија. Дефинири кај е тоа нас. У Германија моментално кај што сум базата кај што ми е. Така. Сега е Германија. Има потешкоти, мислам, нема уопште представи, последно нешто што беше онлайн. Последната продукција идеше преку линк, а представи уживо нема од декември па наваму. Значи театрите за публика се затворени, ние имавме проби. Така. И тие проби требаше да почнат сега на 9 јануари и се пролонгира поради целата ситуација со COVID, а туку у Македонија, кај што сме сега, ситуацијата е малку поразлична, има можност за представи и со публика, али бројот е ограничен. Многу, мислам, ако национално прибалет собира некаде околу 700-800 луѓе публика, капацитет, сигурно сега е намален на 200-300 максимум. За тоа според мен нема логика ако нема логика на толку многу да се намали капацитето, ама не знам како се го изведели. Па нема никаква логика, затоа што ако се отворени аеродромите и ако можат луѓето да патуват еден до друг како седат, зашо со сати, да. Со сати, зашо у театар не би можеле да седат еден до друг со сите протоколи. Така се одекса со маски, со се. Да. Или за ако дезинфекција, може мерење на температура на влез со се. Да. Или ако може на такво кажи го на у рестораните седат еден до друг тројче-четворица по исти воздух да удишат, некаде може некои кафани се малку збутани од други. Зашо и да не може да такво, зашо и да не може да не знам, Културата секогаш највеќе страда. Да. Жал. Да, стварно, у тај сектор те примери за живата музика. Значи, те не мора да се дозволени журки или не мора ништо шо е, ама те пример некоја културна свирка у ресторан. Зашо ако има 20 маси, зашо да не има пример музика у кјошото тамо или некоја бина и нека се свират музика, нека си има, не мора луѓето останат да се веселат или некој кој знае што да лепат пари, да. Ето лепиш на пари ептенки видам да кажат корнашки. Ама зашо, значи, те може не е убаво да се има нели дискотеки се друго, па тамо се збутени вака. Ама те пример угостителски објект ресторант, зашо да не има жива музика? Луѓето што прават жива музика, мислам што се свирачите за музичарите за жива музика се прено штетени од такви некои раби. Сите се
за нещо ощетени. Да. Ама то е. Не знам. Боjan, що ти е званието на тебе како танцор, ја да речем така на български, па ти си дефинира какво ти е твоето знание и кои се квалификациите за това знание, да кажем. Да, тоа е малце потешко прашање, пошто многу од луѓето ствари не ме прашуваат што си по професија и како е точно назив на твојата струка, на твоето звање. По факултет, ако се водам, имам завршено факултет за балетска педагогија современ танц. Значи јас сум дипломиран балетски педагог по современ танц. Тоа е официјалниот назив, сега моментално што го имам. Така. Али јас сум современ и модерен танчер. Значи педагог у моментот не сум. Добро. Туку играм представи у театар и сум танчер. Современ и модерен танчер. А кај нас луѓето што работат у МОП имаат статус на балетски играчи. Така. Значи тоа е различно. Тоа е различно, да. Обясни луѓето што значи да бидеш педагог у тај регион. Пошто на мене педагог, и преска ти кажа, ми звучи нешто како некој што седне со некој да збори кој има проблеми или како у школото некој педагог, психијатар. Они така прават педагог, така старта психијатар. Што значи да бидеш музички педагог? Предпоставувам немат иста функција со тие у школите. Па не, балетски педагог представува човек кој што ти покажува вежби. Кој што покажува вежби за пракса. Така, некој што работи со тебе, некој што покажува вежби кои што треба да ги правиш за да бидеш подобар или за да можеш да напредуваш или да си подобрување на техника. Искорениш техниката, така. Јасно. Интересно. Супер. А моментално не работиш на тоа и моментално си моментално сум активен сум како танчер. Така. Активен сум и како педагог. Тоа е преку мојот проект што го правам туку у Македонија, која сум слободен и кој имам време. Преку современа танцова тура, и тоа е проект од едукативен карактер, кај што држам семинари по современ и модерен танц низ цела територија на Македонија. Така, јасно. Тоа е за тука за Македонија додека си на одмор, да кажеш. Баш така, одмор додека си на одмор за работа. Баш така. Треба да одмориш, пријатели. Треба да знаеш да одмараш животот малкучко за некои работи. Додека сега моментално си у Германија и моментално си у компанија или студио или како се вика тоа, или академија или ништо. Немам појма, брат. У театар. Значи, ама додека да стигнем во Германија, се врне малце назад и ми раскажеш, мислам не на мене имаше раскажано, на луѓето да раскажеш како почнува сето тоа и како сето тоа кулминира моментално до таму кај што си и каква е приказката околу целата твоја, да речем, кариера. Ти почнуваш со танчерство од прилика кога и како? Јас почнувам со танц уште од многу мал по дома. Али првите искуства со танц у студио ми беа 2008-2009 година, кој имаше уштип школа за модерни танци, Get Ready, и се почна кога другарките од школа ме викнаа дека им треба машко у групата, па така јас отиде, проба и се снајде у хореографијата ми постои за месец дена да излезам на сцена. Така. На завршниот концерт и од тогај мислам дека желбата се повеќе и повеќе растеше. Со тоа што имав некоја пауза кога беше прва, втора година средно и после кога се отвори нов клуб туку штип, Get Fit, почна активно да одам, да играм и после да држам часови. Така. Од таму се запиша тоест не се запиша, туку почна да одам на часови како аутсайдер. Бев четврта година средно. Добро. Гимназија, знаеш, иста генерација сме. Да, генерација сме. И секогаш кога беше втора смена у гимназија, јас патуваше од Сабајле за Скопје. Четврта година ли беше тоа? Да. Зашо мислам дека беше прва или втора? Грешка сум. Тоа е четврта година, да. Да, и? На секогаш кога беше втора смена, патуваше од Сабајле со такси за Скопје од 8 до 12 часови модерен и од 12 таксито уштип втора смена гимназија. Браво. Која беше прва смена?
Ако беше просто мене не одеш. А, не беше, ти само беше така. Да. Вау. Па јас беше ставено група, мислам, они си имат распоред, како сега ние да имаме физичко и некој кај нас да дое само на тај час на физичко. Мислам, они у школата си имат нивни распоред, а ја Така. плаваше цело време од Така, страна. от страна, какво ти какво Да. има време. То е много добро, то е много и храбро, ти кажеш от твоя страна. Па некако тргна без да знам што ќе се случи сето тоа, без да знам без да го знам финалниот резултат, ама некако со желба, со верба почнаа да одам по тај пат и на крај кога заврши годината имавме завршен концерт и ќе кажа, викам, тоа е тоа, мора да продолжам. Така. Веќе знаеше дека си пронидал нешто кое што си добри, кое што си го сакаш. И гледаше иднина и просперитет од целата работа. Така. Браво. И после четврта година продолжуваш факултет у Да, Скопје. одма се запиша на факултет за музичка уметност, насока балетска педагогија, современ танц. Ама е длъго, значи го треба на тези книжки да подпишуваш там, Да. значи живи се. И мислам, тргна на факултет, али тоа што ми фалеше од една страна беше праксата, затоа што ние имаме и пракси теорија на факултет, али знам дека за да можем да се изградам како играч, а тоа што сакам да бидам прво играч, а после педагог, кога ќе ја попримам целата пракса од телото, кога ќе бидам спремен да бидам педагог, како професија педагог, тога и да. Јасно. А сега овие години мислам дека е залудно да си го трошам времето да бидам педагог и Така. покрај можноста да играм. Не Така. гледам причина за да не се усушувам Фактички како танчер. педагого е нешто, некој кој што е малку поискусен, малку постар, малку знае како да ги намести работите, малку знае што. Па да, мислам секако ти мораш да имаш некој педагошки сенс Така. у тебе, да имаш некакви предиспозиции за да бидеш педагог, Така. али у стил мислам дека не можеш да пренесеш нешто доколку не си го искусил. Така да работите, сите искуството што го поминуваме како танчери, после се пренесува низ педагогија. Не стават педагогија. Значи тоа е нешто кое што треба да имаш стварно добар, стварно много искуство, за да си го поминал, како што викаш, да си го поминал сами од себе си, Да. само од себе си да го имаш поминато тоа, сами од себе. И за да можеш после тоа ефективно да го пренесеш. Јас тоа го имам осетено пример у каратето. Јас сум веќе 2005 година имам почнато со карате. Сега сме 21, тоа е било колку? 5, 15, 16 години. Значи во е 16 година кога што тренирам карате. Прилично голем дел од мојот живот, од кој што последните години имам малку повеќе предавано него ли што имам работено на самиот себе и на самото тоа. Сега се враќам на тоа да работам со малку луѓе што се од малку повисока класа од каратето. Во смисла како имам чест да вежбам со Емил Павлов, што е европски првак, значи стварно изврнен дечко, значи буквално машина и за тоа сум многу благодарен. Ама зборим беше додека имаш некој вакуум, додека беше на факултет, водеше од 3 години факултет, 2,5 години води го универзитетскиот клуб, тоа што беше тренер, физикал, баш така у форма ги држеше луѓето и натаму ги тренираше, ги учеше форми, ги учеше на борби на сето тоа. Имам така 3-4 ученика што се продолжили со карате и се тоа. Ама зборим беше за да ги учим и техника, да ги учим и борба, да ги учим и традиција и се и ово, ми беше така интересно, ама некој начин јас сум бил тај педагог, у смисла дека порано им работено со деца сум работил, а сега работам со малку поголеми деца, нели, со некој што на моја возраст, и ми беше тоа цел, на мене беше целото искуство да можам да работам со некој што се постари, значи со децата. Интересни си, децата интересно. Ајде сега во ќе работиме, тоа ќе правиме, ајде сега вака не. Со малку со постарите луѓе така не примат некој беше чудно, требаше да најдам некој баланс, у смисла дека доваѓа луѓето на тренинг со чувство се забавуваат и сега не беше некој интересно, не ми беше тоа сватливо дали се нели да вежбат карате или да биде нешто интересно, а некој тука дери и се не вака тука, знаеш, малку таква си дисциплина, че целото карате си малку така дисциплинско. Добре, драњама така строго, знаеш, за некој работа треба строго да ги ставиш почнали некој вакава нека нешто грешка да прави, после тоа не се искоренува.
И изборно беше, мен ми е много интересно то пренесването на знанието и се чувствам много балачно, можем някой да ги научам и то си трае целият процес исто како и вас или педагога ще го прави, то не го прави за един месец, 2-3 сигурно. Да, педагог е процес, ще трае година, 2-3, може да 4-5. Да. Значи и това после го изклемеш играча, пример, по какво трябва да биде, що трябва да биде, всяка вас може не е точно прецизно какво, ама пас има простор, нали, за креативност, какво трябва да биде, какво трябва да биде. Да. И най-голямо задоволство е, кога знаеш дека некој ќе продължи. Да. То може да го потвърдам. Не знам, ти сигурно имаш и ти някои такива случаи, кои ще се учил някои деца. Да. Има ли? Има. И то е нещо най-добро. Значи ти си унесъл некој? Па, у склоп на танцовата тура, кој што е проектот кој што го водам туку у Македонија, веќе 2 деца и кои што се машки. И то е машки, ле, тоа статистички много невероятно. Статистички много невероятно, продолжија да додат на часови по балето средното балетско. Тоест, тој стварно? Да, на ниша, да. Мислам уште се у основна школа, али ми беше задоволство да знам дека почнале да одат на часове едно дете од Штип и едно од Пропиштип. Стварно, тоа е много добро. Тоа е браво. Значи со зборот тоа преско што дискутираме со односо на машки спрема женски. Да. И ти сами беше преско спомнал дека бете викнале нели некој девојчиња или нешто да играеш со нив или да такво. Како иде со односо машки со женски у сите примерно како стои? Тука кај нас 1:10. Добро, тука кај нас being у Македонија? Да, добро. Македонија. Да знаеме. Да, 1:10. Добро, тоа е ептено на К. И тоа у Скопје веќе почнува малце да се развива. 2:8. Али у другите градови кои што се понеразвиени културолошки, многу мал број на танчери кои што се мажи. Многу мал број. Така. Пример Германија или Шпанија? Не, тоа е друга култура. Апсолутно тоа не се споредува со тука. Значи тоа може да е 50-50 дури. Не, 50-50 не, али многу подобро. 40-60, 70-30, да. Така, јасно. И тоа сметаш се должи од според стереотипи или се должи според тоа што нема толку многу добри машки танчери кај нас или тоа се должи спрема тоа што женските се подобри танчери од машките или од што? Не. Мислам дека таленто кај луѓето мислам дека еднаков и кај машки и кај женски. Тоа што сега ние за танц сме потворени најпрво нели, секој кај нас ќе каже, добро, тај што ќе игра треба, нели, женските се тие што треба да играт, а нема веза, и мажи има кои што имат стварно многу добри таленти, а се неискористени. И сега туку питање е дефинитивно стереотипноста и неинформираноста во областа на танцо, а тоа не го гледаш од другите држави. Значи тука се единствени кои што некогаш родители, мислам дека најчесто потекнува тоа од родителите и заради тоа што прво не гледат дека детето може професионално да се занимава со тоа, без разлика дали е машко или женско. Значи секој кој ќе иде на танци, кој што се пројавува желба за танцо да продолжи како кариера натаму, првата, ајде да не кажам пречка, што вистински е пречка реално, се родителите за тоа што кај нас туку у Македонија нема, многу ретко има луѓе кои што професија им е танц. Затоа што ние имаме само една национална установа у Македонија, која што е национална опера и балет, кај што треба да бидеш балерина, значи или балетски играч, балетски танчер за да професионално се вработиш. На друго место ние за жал немаме институција која што ќе може да вработи друг вид на танчер. Јасно. Добро, тоа се повлечува број на танчери или танчери у самото такво, се повлечува колку има институции или како ќе биде тоа. Да. Ама многу ми е битно. Тоа е првиот фактор, а вториот фактор е желбата на детето, ако веќе првиот фактор е надминат, тоест родителите кажат окей, ајде, ние те поддржуваме, сега тука спаѓа детето колку е спремно, а реално колку ние на 17-18 години сме спремни да жртвуваме се околу себе и да тргнеме по тај пат, знаејќи дека тука нема место за нас. Не дека нема место, секогаш тај што сака ќе има место, али системот е направен на тај начин да тешко е да обстанеш без. Така. Значи или ќе треба да отвориш студио, или ќе треба да
да аплицираш по проекти, да бидеш фриленсер, слободен уметник, а то реално кај нас многу тешко се... Фриленсер в смисъл на играние, да биш фриленсер и какво? Па да работиш по проекти. Аха, ясно. За различни ствари. Ясно, добро, кај нас не е, кај само ще кажа, предпоставам не е толкова много развиено не е толкова развиен тай дел. Да. Първата пречка са родителите, втората пречка и аз би речел дека и самото общество, значи самите познаници, самото общество около тебе, самата култура. Да. У тоа шо кај нас мислам дека обществото најголем дел од пример од машките кои се танцери или танчерки или нешто да рече понекај балет или понешто така некој уметнички се многу набутани со стереотипи, со притисоци од општество за ово, најчесто би рекол дека се хомосексуалци или нешто такво, или хомосексуалци, дека се педери или дека се геј или не е битно шо, и дека обично такви шо, не знам, јас немам никакви докази да кажам дека е така или не е така, ама тоа представува многу голема пречка. И сега пречка нешто интересно беше спомнал дека тоа е многу лошо и тоа е многу жално, од смисла дека ако има пример 10 добри луѓе, 10 талентирани, само еден те пример како тебе ќе најде да се избие, нели буквално да се избие, да го издржи или тоа или небитно, или не се замара со тоа што ќе зборат луѓето или другите и дома што нема се замара што ќе му кажеш ти како. И ќе се пробие и ќе продолжи со тоа. Значи, нама другите 9 души тоа се истрошени таленти. Во смисла дека преска тоа што го нагласи е дека идеалното општество кое што јас пример го замислувам е кај што секоја индивидуа си го искористува талентот максимално. Значи, да треба некој да се формира општеството, да секој индивидуа да си искористи својот талент до крајност, да може да придонесе кон самото општество и кон самото социализација, да се збогати тоа, дали ќе биде на културно ниво, дали ќе биде на технолошко ниво, дали ќе биде на да речем на конструкциско ниво или на не е битно на какво, у каков сектор, значи административно или било што ќе биде, значи некој што си има некој задарба. Сега кога почнеш вака да правиш некој швик систему или да кратиш некои луѓе од такви некои арбитрарни работи, што така се одлучило те упример оваа држава сите што ќе бидат машки танчери, ќе бидат класифицирани како вакви, такви, онакви, автоматски ги правиш нив те пример он дојде да си најде некоја работа, да студира пример економија, да работи у банка. Пример, са некои луѓе се ништо нема лошо работењето, пример да бидеш банкар или да бидеш небе. Значи тоа си е супер, ама ти логично интересира економија, што бива за бројки, мојки, намо те пример. А те пример некој си Јанко, Сашко, Петко, што си седи у банката и се од секој пат пример сакал да биде танчер или бил добар танчер или имао талент и се тоа, ама се откажал и он ќе си биде банкар. Може ќе биде окей, а може нема да биде среќен во животот и ќе биде банкар. А ќе биде многу посреќен, многу поуспешен, може он окей, работи си банкарство, ама не го интересира така, мој ќе си седи тука и така ќе биде тоа си причинува незадоволство. Ало дека ако си работил тоа што си осакал, ќе одил напред, предсувам кај тебе е таков случај. Дефинитивно, работиш си го тоа што сакаш и одеш само напред, одеш на подобри места, одеш на подобри академии, на подобри школи, компании, театри, зимата одно место не знаеш што да правиш прво тука Македонија, па после те земава Шпанија, па после доби, каже го договор, сега си у Германија на Тунамо и некој целото целиот процес е природно, си го сакаш за тоа што те бива, мислам, баш си го сакаш за тоа што те бива, баш така. Па, жал ми е што мислам, ние како земја стварно си патеме од многу стереотипи, што ми е, мислам, стварно жал, али кога ќе дојде момент да видиш дека тоа што го сакаш ти исполнува и дека си ти со тоа среќен, никој не може тебе ништо да ти каже и да те предомисле дали јас сега треба да станам танчер или не треба да станам танчер, затоа што некој мислил дека тоа е професија само за жени. Така. Тоа е тука треба обратен феминизам да обрнеме. Да. Обратен феминизам, како се тоа само жените ги играат, има и машки што сакаат да играат. А кој ќе ги држи жени?
Да, дръжи така. жените. Сега защо вика, жените може да се дръжне. Ама Некој кой ги мора да дръжи ги жените дръжи на жените, Да, така, скокат за риба за такво нещо. Трябва да имам помока. И дай кажете малко шуга, изпокиловия се жените там на такво, два-троица земите там, дали малко чук да каза да може да биде малко по-интересна представата или ще ги държаме жените малко по-високо. Тук трябва малко обратен феминизъм. Що така се само? Тавото, но, под мора конструкция работа, мора бизнес. Малко по-играти. Я пак се извивам на женската. Я пак се извивам на женската популация и на активистките. Ако нещо съм сгрешил, ти знам дека може да ви тази пипа в някаква тема. Много напредял да се извинам, да се благодаря, ако беше то. Чисто твое just for fun fuckers. Со право е кажано. Баш така. И баш тоа ми е криво. Значи, во го потенцира, затоа што сигурно се дешава и обратното. Значи, сигурно некој професија кој што, пример, се класифицирани комашки, пример, те да одеш електро или електричар да бидеш. Да. Я не знам, ниедно женско што е електричар. Не може само машките да ги факят строите, мислам, да ги факят строи. Да не ги факи строя, по-точно. Да. Значи не може, то се па некој стереотип. Те сигурно, аз знам много и мои съкласнички сега ще са били прекрасни и по физика, и по строи, и по все оново. Те защо няма такова? Значи, works both ways. И сега, моята идея, некое си еднакво общество, или то ще викат equity или equality, или не знам шо, не е така, се трябва да е 50-50, къде трябва да е се. Не. Пошто, мислим като това, до некъде, не знам дали е изводлил, кой е изводлил и мислим дека не би можело да се изведе, не е битно. Не съм ни па експерт на това, ама моята идея за некое такво идеално общество било всекој има слобода да го прави тоа затоа што сака да го прави. Е така. И секој да си го работи от тоа што си најдобар. Точно. Секој тоа што си најдобар. И буквално за тоа да биде, значи ако има много по-добри, ако има много по-добри жени електричари, може жените се по-добри електричари. Защо да не? Не знам дали се или не може да кажа вероятно се или не, тропно глупости на памет, зборам феминистки. Ама зборам ми беше дека на сите тия, пример, 100 жени в година што се откажали од електричарски факултет, може 2-30 ќе се биле птен добри електричари. Защо да не? Да. Пример, сега кај птен арбитрарно го зема, исто пример го давам и од двете страни за да биде некој не. Има и професии кои што се сметат нели за машки, професии кои што се сметат за женски, така. Сега тука одма се прави стереотипи дека тие не се за... Значи он и може да се prevalently. Може да се много повеќе. Пример, да има много повеќе од едниот пол него друго. Ама јас барам не знам и тоа и по сите закони на статистика мора да има екстреми на двете страни. Значи па мора да има. Ама ништо да има комплициран тема, да не забегуваме. Не забегуваме с общество, шо ако дойде ред, јајте да го редуваме общество. Ке требаше 2-3 децени да се малце сменят тука кај нас, веќе на Европа нема такви, луѓето се многу потворени кон се. Така да такви нема такви стереотипи толку много. Теми, такви стереотипи, мислам дека стварно не се ни зборат, мислам. Така. Гледа, полека стануваме ние такво некој общество, ама има си некои начини кои што треба фундаментално или да се искоренат или полека или некој треба време. Од друга страна па знаеш шо? После некој пат така размислам, само тие што највеќе сакат, само тие што највеќе ги бил и само тие што најго ќе буткат, само тие ќе успеат и ќе излезе па најдобро. Тоа си па некој природен процес друг, сваќаш кој што само на себе се изфилтрира, пример. Па точно, тоа е уствари процесот на преживување, значи у средината, исто како животните најјакио ќе победе. Така. И тај е пример за другите што треба да бидат, тие што стануваат доле, кои што не биле доволно спремни или немале толку желба, тие ќе останат изфрустрирани и ќе само гледат. Уствари тие што ги создаваат стереотипите, кои што се базирани на фрустрации, едноставно за врз база на нивната нереализираност или за нешто што сакале, мечтаеле, а не можеле да го направат. И сега согласувам се дека тие стереотипи, тие моменти и тие фрустрации најверојатно излават по некој пат на љубомора или по некој баш канал на љубомора или на некој канал на тоа што
примери интересно или гледат на него сякат само да нападнат шо от страна, защото него са такви. Ама пак кажем, мислим, къде е примерно процес на филтрация. Примерно процес на филтрация си неко най-битен. Така, застанаме тук и Македония. 2010-2011 ти беше Аз имам талент, така ли? Да, 2010. Немаш изпът како другар ми, шо е со Кост, да цитирам. Ама имаш некој таму интерес, некоја случка преска што ми разправа. Зборът ми беше, мислам, да ми обясниш какво да тај целиот процес и на што се беше привидело, дека бете стигнали вие како екипичка некаде од Па тоа беше многу одамна, пред 11 години, има среќа што имав можност јас како најмалчлен од целата група да деам шанса да улезам у таа посебна група што беше формирана специјално за Јас имам талент. И имавме интензивни проби. Јас имам талент беше 2010 у Белград, за да стигнеме до Белград, полагаме аудиција у Скопје и бевме примани у Скопје, којто деме еден круг у Белград, бевме примани со 3 да. Стварно, браво. И за да вториот круг нашите спонзори или покровители, како и да е, и затворија телевизијата. Това беше Ајден, така ли на времето? Ајден, значи Ајден се затвори тоа време и немаше кој да не спонзорира да идеме натаму, али без разлика, за мене тоа беше стварно многу баво искуство, кај што научи многу работи. Така. Низ целиот процес иде доста. Така. Ако нема памте Ајден, тога е мал за тебе. Тоа беше пред многу време. Штета што немам видео. Да, нема видео ниедно. Не бе некаде на YouTube ништо, нема. Па нема, за од таа година нема од нас видео, пошто не се постираа таа година поради ситуацијата со. Ясно, мајко. Тоа е ептен штета така, да немаш баш беше интересен. Баш било интересно. Не знам. Добро, зборот ми беше, сакаше да ми елаборираш после Македонија, после тука, како заминуваш, како одеш за Шпанија? Што се случува, што се дешава да ти треба да дојдеш во Шпанија и како е на тај процес, како е таа целиот процес на тоа да стигнеш до таму или да се преселиш, да. Па жилбата за да станам подобар танчер, за повеќе пракса, за нешто друго кој што е за нас за Македонија уште непознато. Тргна да тражам летни кампови, летни школи кои што се надвор од Македонија, за да можам да земам колку што е можно поголемо знаење и да пробам нешто надвор. Виде го на Инстаграм школото кој што беше у Мадрид, Elephant in a Black Box, виде дека имат летен камп и пријави се таму, отиде 2 недели беше у Шпанија и врз база на тие 2 недели директорот ми кажа ако сакаш да додиш од наредна сезона тука, јас ќе ти дам целосна стипендија. Ева, тоа е многу јако. Тоа е многу јако. Да. Браво. И не можеш да отидам од септември, затоа што прво тука се административни постапки за визи, после финансиски проблеми, тоа е нас што е маце неизводливо да пратиш дете надвор на страна да учи или да живее, мислам стварно. Така. Али не деси некој начин, така да јас у Мадрид почна од јануари 2019 па до јули 2020. Значи покрај тоа што у Мадрид тоа е школо, приватно школо, у склоп на истото школо, под исто име е формирана и професионална компанија која што продуцира представи. Така да не само школување, јас доби и пракса. Така. У Шпанија која што мислам 2 у 1, кој што стварно е тоа што на мене ми треба и врз база на кој што јас после доби договор туку у Германија и врз база на искуството од Шпанија. Од Шпанија. Така. Врз база на целото искуство, али мислам дека Шпанија, за да добиам работа во Германија, дефинитивно Шпанија беше одскочна даска за тоа. Така. И праксата што помина таму, представите што ги изигра, беа стварно чекор плюс. Така. Супер. Тоа е многу интересно. Колку представи играете века месечно или неделно BC? Before Corona, зборам. Before Corona,
у Мадрид немавме толку многу представи затоа што компанијата беше базирана како project orientated беше, не беше секојдневно немаше настани. Мислам, не има секојдневен тренинг и процес на работа, така да се собира само за представи. Така. Еднашка месечно, 2 пати некогаш се случеше, некогаш не, али сега у Германија нормално е од 3 до 4 представи. Некогаш и 5 зависи. 3 до 4 различни представи, така ли? Или е наиста? Па зависи од репертоара. Најчесто знаат да бидат различни, да. Не секогаш исто. Зависи од... Арно, постигате и се спремате. Затоа работим од 10 до 6. Да, ето тоа од 10 до 6. Баш ми беше такво, тоа баги касно стартно време, ама дека вас ви треба многу бавно да се отспиете, вас ви треба beauty sleep, ви треба да бидете одморени, а ние ще работиме тука науки, малки бизнеси, не, плюс со бенефициран стаж. Супер бе, супер шоу бао, осигурање имате ли? Имаме. А пријавени ли сте? Уф, мајко. Тоа сак ќе те прашам, како ти изгледа просечен ден, примерно, Танчер? Како мислам, што се одвива? Пошто сега сигурно да отидеш и почнеш да играеш. Значи има некој од 10 до 6 не можеш да играеш или цело време да кванеш. Како мислам, како се одвива еден ден обично? Па додека беше у Шпанија, секојаш дено почнуваше со балет или современ час за гревање. У 10 сада ли па? Да. Не, у Шпанија у 9:30 почнував. Ева, подраниле ти ја. Замисли за Шпанија да подраниш. Да, заврши па ги ти кажеш. И Шпанија невозможно да подраниш, шанс. Од Сабајле, од 9:30 почнуваше час со загревање или балет или современ. А после продолжуваше со различно или имавме контакт импровизација, обична импровизација, модерен час, доаѓа педагози од страна, различни кореографии да прават представи, исто у склоп на школото се прави исто кореографии, кај што имавме мислам стварно работа, имаше супер репертоар, доаѓа различни кореографии кои што има, мислам стварно се светски познати и реномирани. А сега у Германија веќе се базира денот са бајле од 10 сато почнуваш со балетски час. Добро. И продолжуваш натаму со проби, затоа што треба да го играш у текот на неделата или кога ти е следна представа. Значи имаш час за гревање и проба. Затоа што кога има креативен процес, затоа што склоп на една сезона се прават 4 до 5 премиери. И у склоп на тие премиери. 4 премиери, тоа значи нови представи што не сте ги играли. Да. Добро. Што се креират на у таа сезона. Да. И за да се формира една представа, нормално треба да помине процес на работа, зависи секој кореограф различно му треба и зависи од минутажата на кореографијата. Јасно. Али освен или пробите за представата тековна што иде на репертоар што се игра недела 2, треба време и за да се искреира една нова представа, така да освен проби имаме и креативен процес кој што знае да трае, зависно од секој кореограф. Така, јасно. Сега од Шпанија до Германија, значи, очигледно, предпоставам менталитетот на луѓето е прилично различен од шпанците до германците. Како играе таа улога у креативноста? В смисла, дали се покреативни, пример, шпанците, него ли германците? И подпрашање, заврши. После подпрашање. Па, у однос на креативноста, има разлика, мислам, Шпанија како у однос на танцовата сцена и не е толку многу развиена. Има национални компании. Шпанија? Да. Стварно? Она е развиена, мислам, Шпанија е позната по фламенко. Така. Али у склоп на современ модерен танц и нема некој кој знае колкав удел у однос на европската сцена танцова. А Германија е една од водечките земји за современи модерен танц у моментот. Значи, тука тоа е првата разлика што се гледа, а второ е дисциплината. Мислам,
Знае се, у Германија ако е 10, значи е 10. Ако дојдеш порано, значи си на време. А ако дојдеш на време, значи каснеш. Да. Дефинитивно. Тоа не знам како ти го дали не. Па годе ми затоа што се учам на професионалност. Или за може би професионален, ама не знам, у Шпанија дефинитивно не е така. Значи ако 9 е много 9 шпанско 9 е реално. Да. Баш така, ти реално закаснеш, 10. ќе почнеш у 15 за 10. Да. И аз кога почна И со тоа работа се у случуваш. еден нов институт, да, дефинитивно. Не, верувам ти 100%. Аз кога почна на работа, мислам ги дека имам ти кажувано, кога почна со работа у еден нов институт у Шпанија и прашувам, викам со тај супервизор, викам кој е време, вика па стандардно, вика почнуваме се кои сите други, викам добро, окей. Станувам ја нормално 10 до 7, спремам се 7:30, так тргнувам на работа, стигам тамо, 8 сум там, 8:10, взимам кафе, чекај. 9:30 сата доаѓа, а ја уште 8:10. Доаѓа 9:30 сата, гледам го супервизорот, гледам и техничарите. Па ти си пред нас тук, викам да. Супер, вика, што си дојдал толку рано? Викам, дојде, и да не закаснем. Па добро, вика, ние обично во време почнуваме. Па викам, добро. И 9:30 сата, и аз станувам, улавам у лабораторија, пошто надзорна траста седиш, улавам у лабораторијата, и гледам го они излават. Викам, шо? Ај па кафе ќе пиеме. Кафе ќе пиеме, вика. Да, па може да има за се време. Викам, ало! El tempo! Викам 9:30. Викам 9:30. Викам, какво? Викам кафе. Вика, кафе? 10 човече. Варай, по утрента кога шляфам до 9. Нормално. Утрента закъсна съм на кафето, свегиш от 9 беше там, он века кафе пие. Каснеш? Викам, не. На време. На време, сега съм на време. Сега съм на време. Сега не касна вчера подърни. Сегаш. Така. Второто подпрашање им беше дали пример у Шпанија или у Германија се некако дали се хомогени луѓето таму у склоп на академијата или компанијата или театро, или имате луѓе од различни националности, од различни држави и од секако? Од различни, од Така. цел свет, посебно Барно. да, и у Шпанија и у Германија. Така. Имаше у Шпанија, имаше од Австралија, имаше од Америка, имаше од Кина, Така. Кина. да, И јако. и јас од Македонија, И ти од Македонија, тоа Да, е мислам. тоа е интересно. од Балкано само ја бев. Браво. Имаше многу Представник од французи, Балкана. имаше многу французи и многу италијани. А туку у Германија, замисли, нема ни еден германец у театар. Стварно? Да. Ева. Сите сме странци. Од кај сте сите? Па пола се италијани, другите се мешани. Има Зашо италијанците бодиле у Германија, примерно, не у Италија? Па затоа што кај нив културата, тоест танцовата уметност не е развиена толку многу. У И затоа Италија? да, они се супер технички, Така? мислам супер се подковани школски, али многу голем дел од нив си тражат работа надвор од Италија, најчесто Германија, Холандија. Тоа е некоја финансов аспект нешто или? Па мислам дека е нивна внатрешна ситуација у државата, така да валјда не ни дела Јасно. решение за нив. Да, јасно. Интересно. Не знам. Мислам, имат они многу, од тоа што слушам од нив, дека имат многу бави театри кои што се неискористени. Имат услови за работа супер, али државата веројатно Така. не превзима акција. Јасно. После такво, после Германија, после Шпанија и Германија, кај ти пример се гледаш некаде после, од кога ти заврши договор у Германија? Дали сакаш да останеш таму за сега или релативно си свежо, мислиме колку си 5-6 месеца? Од август. Од август. Од август. Значи има 6-7 месеца додека си од кога си Од кога си У Германија. Од кога си у Германија. Од кога си у Германија. Така да пронаоѓаш ли некој малку потешко ли те полесно интеграцијата него ли Шпанија или поради јазик или како ти иде? Па да бидеме реален со целата состојба сега што е со ковид, нели се спирано и лимитирано, али у глобала
Шпанија ми беше полесна за адаптирање, него ли Така. Германија, али од друга Така. страна, тоа што го сакам у Германија, затоа што стварно има дисциплина и принципи на работа. И дефинитивно поради професионални услови и квалитети би сакал да останам у Германија, затоа што е многу поразвиена држава за танц и мислам среќен сум сега. Мислам, вај договор ми завршува сега оваа сезона, али еве да се пофалам да Така, видов договор така. кој што трае Нека те е честит. Што трае до 2023, значи уште Браво. наредните 2 години, кој што е мислам Фикс. веќе е Браво. full job, Така. full time job, кој што ми е Јасно. прв професионален договор. Така. И сум баш среќен дека покрај целата оваа тешка ситуација најде некаков начин да се заштитам од Цялата пандемија или од целата пандемија, Да. Тоа да. треба да бидеш многу среќен благодарен. Знаеш. Да, и сум. Така. И не само тоа, туку, знаеш, кога си веќе сигурен од една страна, нели, ајде да кажам, дека имам работа, веќе мозокот ми функционира на тоа да се надградам самиот себе, да не Така. лезам слум од каде ќе имам приходи, туку да се Така. фокусирам на себе и да знам дека ја Така. мора да напреднам и да Дефинитивно изградам. можеш да се олабавиш и да знаеш дека утре и нареден месец ќе имаш да си платиш сметки или ќе Точно, знаеш ќе да. можеш убаво да си живееш или комфортно За или се. се дозволиш. Едноставно стабилност. Едноставно стабилност. Многу да. е битно, да. А и сигурно е прекрасно чувството тоа дека си работиш нешто кое што си добри и си го сакаш и знаеш дека си го имаш заклучено и ти е топ. Мислам тоа е сигурно добро, че ако не си задоволен од тоа или ако не знаеш што како, мислам ако не знаеш што сакаш или како сакаш или не ти е, се другите ти џаби, колку и плата да ти дадат, и пари, и какви услови или да си осигуран, не е бедно, нема да бидеш толку многу среќен. Не знам. Дефинитивно. У секој смисла многу е специфичен пример одел у кој што си и радувам се искрено за тоа што си ни дал нешто за кое што као прво сакаш го што го работиш, исполнувате и си добар и можеш да придонесеш и тоа да бидеш нели педагог од мината или да го пренесеш знаењето на некој друг, а посебно па туку Македонија. Значи јас барем за сега да замислувам како некој наредниот, како што Симон Трпчевски пример за пијаното, нека да биде представник амбасадор на Македонија, ти некако да бидеш за пример од танчеството или нешто такво да барем јас да гледам како некој експоненцијално да се одиш напред и мислам дека ќе биде тоа многу добро некој ден ако одлучиш тука да се врнеш да си основаш академија и да бидеш сваќаш некоја фаца, малку теми ово, па јас моите деца ќе ги пуштам кај тебе. И ги речем имаме другар, сакате да играте и тоа и машки деца ги пуштам ако сакаат да играат, нека играат. Ги пуштам ги речем имам еден пријател кој тој е танцор. Ама танцори на нас трябват ни. Да. Имаше една сцена пред вика танцори нели ти трябват. Знаеш ли таа? Од куката. Ти пуштам после да видиш. Да видиш. Не така. Не знам. Инаку бесен сум за целата ситуација што се случува туку у Македонија и знам колку е тешко да се излезе надвор и колку треба напор, психичка спрема. Така. И мислам пожртвуваност огромна од секаков аспект, али тоа што ми е мило да без разлика јас кај да одам, секогаш ми е мило кога тука нешто у Македонија направам затоа што знам дека сакам да пренесам нешто друго. Да. Затоа што ако отидам јас таму, да, јас сум исполнет, задоволен, али уште повеќе ми исполнува кога знам дека и тука правам нешто, можам да придонесам и да бидам пример за некои новидни генерации кои што сакат да го прават тоа, да знаат дека има начин. Така. Ако можел некој да успее, значи има некаков начин. Значи возможно е, чисто имаш некој пример, некој рол модел, некој кој што може да се согледаш или кој што може да видиш и да видиш дека е можно. Ти се до тука пример, ти не си имал некој што може и ти си го направил најтешкото што може да се направи пример. Па добро, имав јас пример. Не знам дали го познаваш, голем дел од луѓето што ја не сигурно го знаат, тој Игор Киров. Али Не, јас не. Он е најстакнатиот македонски танчер и кореограф. Добро. Кој што сега е у Сплит и ако он можел да најде начин да излезе, мислам тоа беше уште пред 20 години. Значи ако јас сум видел дека он излезел, така. Значи постои некаков начин и он јас со него директно комуницирав на почетокот пред да се запишам у средното балетско, да, и он мене сочи у таа насока и он ме одведе у школото и кажа
Дали водете, така. може би треба... Водете то. You're the chosen one, баш така. Не, то е супер, то е се убава. Има некои, сигурно некои, мислам дека инстинкт, тоа што сакаш да върнеш општеството, што те е изградило или што е било тука, да се върнеш и да створиш нешто или како што ти кажа некоја академија да такво каже да може да се отвориш после некој време или нешто. Ама и тоа е убаво да можеш да придонесеш нешто што си го научил, што го нема тука. Тоа е тоа на нас што ни да го фали. върнеш, да го пренесеш. Те се јас моето искуство што го собра и на факултет и на магистратура и не се, да имам време, живим се, да имам време, би волонтерски би предавал некој факултет, дали по хемија, по биохемија или по некој што сака да се бават со научно истражување. Значи дури волонтерски ќе работам. Да. За да пренесам, за да кажам, за те јас сум излезел, направил сум и отприлика некаде нешто да помогнеш да го върнеш в општеството кое што си. За жал тоа не е ценето кај нас на државно ниво, така да спасо треба да се гледа у индивидуалното. У тоа да некој да го насочиш, да го помогнеш и утре некој да успее и да направи нешто и да знае дека помогнал си му ти нели он да знае дека имал на кој да му помогне. Или ти да бидеш среќен што си помогнал на некој па некој од тебе е земал и да не биде кој знае што е земал е замав или нешто бил или пак стане поголем од тебе и уште поголемо. За секој учител нема поголема радост од тоа ученикот да го надмине. Точно. Пошто само така осигурувал дека е научил, дека си извршил дејноста најубаво. Да. Најубаво. Јас имам, мислам, уште сум во контакт со мојата прва наставничка, професорка по хип-хоп, што го кажа. Значи, јас сум единствени од сите нејни студенти кои што продолжи да се занимава со таа професија. Така. И нејната цел е завршена. Така. Она пренесела љубовта на некој кој што има потенцијал, тоа што сака. не е материјално, што не можеш да го ни осетиш, ни пипнеш, да. Да, мислам добро, но тај аспект луѓето кои што ме насочиле натаму така. од друг аспект. Аз немам таа батерија, пошто таа камера снима. Слушам. Тај аспект, еве, од како сум отиден у средното школо, со други луѓе ми даделе, како се вика, воздух у леѓама. Така да... Прекиднаме малкучку секунда технички проблем. Не е проблем, тоа што знаете веќе камерите, мене ми и батериите, ништо страшно. Лайфхак што направи. Мотивацијата инаку најбитната работа, мислам дека тука и примерот кој што е пред тебе за да видиш дека стварно има некаков начин нештото да се случи. Пример, мојата прва професорка да не е била и да не ми ја внесела таа желба за танци, јас тука ќе застанала целата работа. Можеби ќе застанало тука целата работа и немало да го видам потенцијалот кој што се крие у мене за да можам да го надградам. Потенцијал има, ама колку ние ќе сакаме да го надградаме, тоа е друго. Исто како продолжи у средното школо. Пример, Игор ми е бил пример дека он успеал надвор, иако тој бил многу давно пред 20 години, значи јас сепак имам некој, видел сум дека има начин за да излезам, значи јас се стремам кон истото, без разлика, значи на секој му треба воздух у леđima, за да тргне од некаде, за да продолжи напред. Мислам, секогаш бореме се со системот, затоа што не држи у еден бабл кој што стварно многу тешко да се излезе, али мотивацијата, примеро, се стварно имат голем удел у целата работа. Така. Супер, Бонче, прекрасно, многу ме инспира, многу ме инспира, ама така малку ми враќаш некоја желба нешто за у целата наша држава, за се. Мислам за некои луѓе и мило ми што постојат некои луѓе како тебе што сакат и да си пренесат и знаење и љубовта и да пренесат и гледат го еднината и се позитивно и расположени со оглед на ситуации, корони, морони и не знам што трето, пето и тоа стварно ме многу радува. Јас само сакам се да благодарам што дојде, што се наприме еден обед, што се наприме малкучко така да се изведеме, да си кажеме што како и што дојде да ми бидеш гостин на подкасту. Така на мене имаш много големо благодарам.
и не знам защо друго ти кажеш. Мисля, птен ми израдува целият му бед, ще го слушам от тебе. Хвала ти, на тебе ще ме викна и стварно ми беше мило да се изпидаме после толкова време, после Барселона. После 7-8 месеца, баш. После 7-8 месеца и стварно ми е кеф. Супер, нищо. Бонче, благодаря мощнишка. Дечки, приятно. Чао, се гледаме и овај подкаст е веќе и на Spotify, така да може да head over to Spotify. Ако не ви се гледа или ако сакате да слушате додека да работите или пътувате некъде. Чао, поздрав! Поздрав, чао.